Добро, дали вчера во парламентот действуваше само собраниското обезбедување, оти имаше некои информации дека околу спикерот Велјановски се лица кои што се непознати за претениците и дали тоа беше дозволиво? Па јас лично и препознав луѓе кои што не работат конкретно во собраниското обезбедување, но факт е дека се дел од внатрешното обезбедување на МВР, значи тоа се луѓе кои што по потреба може да се употребат и во собранието. Во тој дел правилникот не е прекрашен, меѓутоа се поставува прашање дали обезбедувањето требаше да постапи на тој начин со пратениците од опозицијата, бидејќи од она што можевме да го видиме преку медиумите, немаше никаква причина да интервенира собраниското обезбедување и она обезбедување кое што дојде како засилување. Од снимките може да се види насилие врз пратениците. Кој е тој што би можел да даде таква наредба на тој начин да се действува? Одговорните кои што се и за собраниско обезбедување, но и во внатрешното обезбедување на МВР. Во МВР постои посебен сектор за внатрешно обезбедување кој што се грижи не само за собранието, туку и за обезбедување на владата, но и на сите други министерства. И меѓутоа јас верувам дека оваа наредба е дадена од највисоко политичко ниво, конкретно знаеме дека во МВР неформално сите конци ги влече директорот на УБК Сашо Мијалков и јас мислам дека на највисоко ниво е дадена оваа наредба, бидејќи не верувам дека било кој старешина од понизок ранг ќе си земе за слобода да нареди употреба на обезбедувањето против пратениците кои што уживат и имунитет. По тој прилог како да оди и присуството на министерката Јанкуловска, токму во моментот кога ги влечеа буквално по земја пратениците, таа не само што не превземаше нешто, туку до неа стоеше министерот Ставрески, кој што мафташе со раката да се случи побрзо чистењето од салата. Па не знам, јас мислам дека министерот за внатрешни работи Јанкуловска повеќе е формално на таа функција, дека други носи овие посуштински одлуки, особено одлуките кои што имаат огромно политичко значење за ВМРО ДПМН, таа можеби само формално ја пренела наредбата, на неа друг и наредува, иако тоа не амнестира неа од одговорноста, бидејќи сепак таа беше таму на лице место и можеше да спречи таква бруталност кон пратениците од опозицијата, бидејќи од она што го видовме во медиумите, председателот на собранието не беше со ништо загрозен за да мора да биде употребено собраниското обезбедување. Инаку луѓето од собраниското обезбедување постапија професионално, но јас ово кажувам како бивш припадник на специјалните единици, ние не можеме да очекуваме од такви луѓе кои што се остручени за такви работи да бидат нежни кога ги извршуваат ваквите действија. Нормално е дека кога тие ќе добијат наредба да ги исфрлат надвор пратениците, дека ќе употребат физичка сила и затоа апелирам и до јавноста да не ги осудува извршителите, непосредните припадници на внатрешното обезбедување, кои што само си ја вршат својата работа со која што ги прехрануваат своите семејства и тие не смеат да одбијат таква наредба. Тие се должни да ги извршат таквите наредби, освен доколку не представуваат кривично дело. Добро, еве, од вашето искуство, доколку се точни тие информации од страна на власта дека опозицијата била таа која што ги правела нередите во салата и не сакала да ја напушти седницата или евентуално да се вклучи во неа за да може да тече нормално донесувањето на буџетот. Како во таква ситуација би требало да реагира обезбедувањето и дали воопшто требаше да реагира во таква ситуација? Не само што не требаше да реагира обезбедувањето, туку не смееше ни да има нити еден обезбедувач повеќе од оние кои што се регуларно на работа, затоа што она што го правеа пратениците од опозицијата е нивно демократско право. Тие блокира работата на парламентот. Ние сме сведоци дека секаде и во Европа и во свет на други места сме виделе вакви случаи. Немаше причина собраниското обезбедување да реагира, бидејќи никој не беше загрозен. Загрозено беше единствено донесувањето на буџетот, меѓутоа оваа влада е зависна од тие пари, бидејќи тие крадат дел од тие пари, со нив подмитуваат, со нив се подготвуваат да ги фалсификуваат и наредните избори, наредните локални избори, така што кога се работи за пари, значи кон ова раководство на ВМРО ДПМН може да и правите што сакате и тие тоа може да го издржат, меѓутоа кога ќе ги бркнете во джебот, богами, тогаш ќе наидете на жестока реакција. Значи вчера внатрешното обезбедување беше злоупотребено за ВМРО ДПМН да го донесе буџетот од кој потоа ќе можат да си ги делат тендерите и профитите кои што ги носат овие тендери, но и воедно да ги подкупат и исплашат гласачите за време на локалните избори. Добро, знаеме како функционираат институциите, но сепак со оглед на тоа што има и снимки од повредени, без разлика дали се работи за претеници или за луѓе надвор пред собранието, дали гледате некаков основ за покренување одговорност и против кого тоа би одел?
Во овој момент најбрзо и наједноставно е политичката одговорност. Јанкуловска треба самата да биде свесна што вчера се случи во Република Македонија. Ние вчера бевме на работ на граѓанска војна. За жал вчера македонците сами ќе се испотепаа со тебе. И до кога ние ќе се делиме по сите основи? Тие вчера успеаја македонските брнители кои што со крв ја бранеа оваа држава во 2001 година да ги употребат повторно против македонскиот народ, затоа што повеќе од 70% од полицајците кои што беа пред собранието се брнители, луѓе кои што ја бранеле државата и кои што не се горди на своите постапки, меѓутоа луѓето најпрофесионално ги извршија наредбите кои што ги добија. Значи Јанкуловска треба да сноси политичка одговорност, но и целата ова гарнитура во ВМРО ДПМН кој што ги злоупотребува институциите, го злоупотребуваат и МВР и слободно можам да кажам тие се однесуваат како буквално тие да го измислиле МВР, како МВР да е нивна собственост, како овие единици да потекнуваат од нив. Инаку оние луѓе кои што вчера интервенираа, тоа е единицата за брзо распоредување, тоа се лавовите кои што Љубе Бошковски даде решение, но токму Никола Груевски не сакаше да даде согласност за нивно вработување во МВР и овие луѓе беа вработени после промената на власта во 2002 година, кога СДСМ ја формира владата. Значи, во тој иронијата, ВМРО ДПМН во тој период на лавовите сакаше да добие политички поени, меѓутоа не ја дадоа решение, дојде СДСМ и даде решение и повторно дојде ВМРО ДПМН и ги употреби овие луѓе против СДСМ. Само околу обезбедувањето ти рековте дека тоа си ја извршувало својата задача и дека може да бидат ангажирани не својата и други... задача, морам да ви влезам во збор. Обезбедувањето ги извршуваше наредбите кои што ги добиваше. Понекогаш наредбите кои што ги добиват може да бидат различни од она што е работа. Не е работа на обезбедувањето да ги тепа и да ги влече пратениците. Меѓутоа ако добијат таква наредба, сепак тоа е професионалци кои што ги извршуваат сите наредби и тие не можат да си дозволат таков луксус да проценува дали треба да извршат наредбата и од полициски аспект, но и од формално правен аспект, затоа што може да сносат одговорност. Да, прашањето ми беше, бидејќи беа ангажирани и други лица кои што вие велите дека можат да се ангажираат доколку има таква проценка. Меѓутоа, јас зборувам за лица, ја морам да ве прекинам, зборувам за лица од МВР. Да, значи доколку има припадници на внатрешното обезбедување од другите објекти, како на пример од влада, од македонска телевизија, каде што исто има внатрешно обезбедување, тогаш тоа е во ред, тоа е во согласно со правилата, затоа што тие отишле како засилување. Но доколку имало некои од оние билдери кои што не се вработени во внатрешното обезбедување и воопшто во МВР, тогаш тоа е една сосема друга ситуација, но се надевам дека во наредните денови ќе имаме точни информации, односно од снимките ќе го утврдиме идентитетот на луѓето кои што беа во собранието и кои што се представува како собраниско обезбедување. Тоа и ми беше прашањето, значи тие лица беа облечени колку што можеше да се види од снимките во цивилна облека и не се знаеше всушност од каде се. Дали е тоа дозволиво при такви акции, еве дури и да е акцијата оправдана? За жал, дел од партиските рекетари на ВМРО ДПМН после изборите се вработија во МВР, односно ВМРО ДПМН се разложи на тој начин што ги вработи во МВР. Кога вие некој насилник и рекетар ќе го вработите во МВР, не може да очекувате од него преку ноќ да си го смени менталниот склоп и да се однесува како полицаец. Насилник и рекетар ќе си остане тоа без разлика дали работи во МВР, па дури и ако носи униформа на полицијата. Но требаше да бидат идентификувани со некои беџеви веројатно или да бидат препознатливи, да речеме, во најмала рака. Како прво, јас верувам дека сите пратеници си го знаат собраниското обезбедување, бидејќи се работи за една мала група на луѓе, пратениците точно знаат кои луѓе работат во собранието како обезбедување. Сите оние кои што доаѓаат од страна, да, треба да имат беџеви на кои што го пишува нивното име и во која функција се таму. Благодарам многу.